Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија за земјоделство, која што редовно ве информира и едуцира за да имате квалитет во производството. Така ќе биде и во ова издание на емисијата, која што ја реализираме со почитување на мерките за заштита поради COVID-19 и зголемениот број на нови случаи во земја. Заедно со нас во емисијата е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро не дојдовте. Добро е најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И навистина, ова што го правиме како превентива, што значи многу за стопирање на ова зло кое го има, ова емисија имаме со маски и верувам дека таквата дисциплина и предупредување за ширењето на овој опасен вирус ќе подпомогне за негово зауздување, затоа што алармантна е состојбата сега и се предвидува уште по-лоша состојба со тој агресивен вирус кој навистина одзема многу животи. Токму така, ќе почнеме со времето ние во емисијата како значаен фактор во производството, и понатаму турбуленциите во температура, во промена на времето продолжуваат. Во каква кондиција се културите? Мора да кажам дека 2020 во секој од емисиите го преплетуваме тоа времето како значаен фактор. 2020 година е карактеристична, специфична, неповолна за земјоделското производство. Ако тоа го зборам од една страна, она што се јавува епидемијата или одредени епидемии, дали тоа пред низа години колерата или другите грипови, сезонски и така натаму, немојте да мислите дека времето не е значаен фактор за тоа. И одигрува доминантна улога и навистина во оној наш сам систем на живење, ние мора да посветуваме внимание на сите тие чистачи на воздухот, сите тие чинители на појава на вирус, бидејќи ние во земјоделското производство исто имаме предмет вирологија. Вирусите се најопасно нешто за градинарски култури, за сите одгледувани култури. И неговото инкорпорирање во самиот строеж на растението предизвикува она дуплирање на дезоксирибонуклеинска киселина и други симптоми кои покасно се јавуваат со шаренила на лисијата, жолтење, деформации и така натаму. Сега, во овој случај, како што го имаме, ние мора предострожно да внимаваме. И јас во многу од нашите емисии зборам дека вирусите од година на година се поприсутни. И морам да кажам, ако Струмица беше во свое време еден од најголемите производни реони во бивша Југославија со куртовска капија, овој период од последните десетина години, ние буквално куртовската капија не може да ја одгледаме на отворено производство. Значи, вирусите причинуваат големи штети, каде што растението останува џуџесто, тапести пиперки, шарени пиперки, сето тоа е дело на вирусите. Значи, и тука имаме еден голем наплив, а сето тоа го причинува времето и оние вектори, во случајот кај нас инсектите се големи вектори на вирусите, а тука е самиот воздух и овој агресивен тип на вирус, да верувам дека не е накалемен, бидејќи агресивноста е таква каде што мои драги пријатели оваа недела отидоа ги погребаа за само 3 дена. Агресијата е толку голема од тој вирус, што бронхиалниот дел или нападот кој го изврши при губење на имунолошкиот систем автоматски води кон смрт. Но ние мора да сватиме дека тоа е сега неминовно да ние посветиме внимание секој на своето здравје. Кога се враќам на онаа година која е зад нас, морам да кажам дека производителите изгубија многу. Кавадарци, градинарското производство е во еден подем и со пиперка, и со домат, и пластеничко производство и така натаму, посебно оние села што гравитираат покрај кавадарци, оставајќи го оној значаен дел дека е кавадарци светски веќе познат реон со најквалитетни производи на грозје и
производи од грозје. Морам да кажам дека ова година од сите култури кои се одгледуваа, времето си го направи својот тој квалитативен аспект. Бидејќи ние имавме една сушна пролет, зима буквално немавме и се случи да инфективни процеси уште од почетокот на одгледување на културите, ние да имаме една експанзија од развој на болест. Во случајот кај лозарите од пепелницата за кој минатата недела рековме. И сега винариите, лозарот не смее да се љути кога винаријата не сака да прими производ кој е неквалитетен, кој има ботритис, кој има пепелница и кој нема шекерни единици. А шекерните единици се образуваат кај здрава номенклатура на зрното, не да има да потече и да е отворено, фактички сите процеси тука рушат. И тука веќе ние имаме еден стручен пропуст. Тоа морам да го кажам, бидејќи имаме институции кои треба да го едуцираат земјоделскиот производител, уште од пролетта пепелницата требаше да биде зауздена. Дали тоа ќе беше форма на сумпорисување на цело Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, од почетокот, исклучиво тоа што го правевме со години, со сумпорисување да се заузди пепелницата. Тоа не го направивме или се прави локално, еден прска, друг не прска, и крајниот епилог е неквалитетното производство. Сега и трговската сфера не можем да ја амнестирам по однос на тоа што цените што ги дават и на квалитетното грозје. Има се производители кои произвели 24 шекерни единици. Маркудови не сака им го зеле како да имал 17-18 шекерни единици. Такво нешто постои. И така треба да интервенира инспекторатот. Мора да се интервенира, тука државата со инспекцијските органи треба да одигра улога, а не да биде гасач на пожари. Бостанот не одеше или одеше, ќе ви дадеме по 2 денари. За виновата лоза ќе ви дадеме по 4 денари. Тие работи треба стратешки, трајно да се решат, за да имаме ние еден добар концепт за стратегија на развој на аграрот. И производител да произведува за познат купувач. Затоа што јас сум веќе убеден во едно, бидејќи статистиката го збори тоа, рапидно е намалено производството. И сега имаме оптичка барка во нашето стопанство. Дека не смеат да се жалат производителите, вика. Бостанот одеше 8 денари, 10 денари. Пиперката сега куртовската капија е 20, 30, 35 денари. Крставицата и така натаму. Сето тоа не е резултат на некој зголемен стандард. Тоа е резултат на намалено производство. А производството кај нас е практика, кога нешто го нема да биде и најлошиот квалитет има цена. Таквото нешто треба да се санкционира, да се врати вербата кај производителот, што е најзначајна работа од стратешки аспект, и да тој произведува за познат купувач, не само за нашиот и за европскиот пазар. Каква е состојбата во виновата лоза? Дали лозарите имаат надеж за да продолжат да ги одгледуваат лозовите насади, или со она што се случи оваа година од страна на винарските визби, а сето тоа, нели рековме, и со лошиот квалитет на грозје, потфрлањето во заштитата, во каква кондиција се, спремни ли се да продолжат да ги одгледуваат лозовите насади, или веќе и тие ќе размислуваат да се откажат од производството, особено оние производители кои што имаат само по неколку декари лозов насад? Да. Тоа што го поставите како прашање, тоа е стратешко прашање. Каква е состојбата кај лозарите? Тој отчај кој се јавува кај лозарите не е случаен. Затоа што тој е траен со години, каде што винарските визби со некоректен однос, трговската сфера која е измеѓу исто така со некоректен однос, крајниот дежурен виновник е тој кројач, тој лозар, што го крои, што го одгледува, што го прска и што го на крајот дава производ од грозје. Дали треба да го има тој третман, тоа е друга работа. Состојбата сега.
за мене од стручно практичен аспект, бидејќи ова недела имав прилика да одам по точно по лозови насади. Привршува ли бербата веќе во финишот? Бербата веќе привршува, но очајот останува, незадоволството останува, бидејќи поголем дел од производителите вика не го давам нигде грозјето, јас ќе варам ракија. И има еден добар процент на луѓе кои имаат квалитетно грозје, не сакаат да ги дадат без пари шекерните единици, вика ќе си извадам ракија, квалитетна ракија и така натаму. Но, јас сега го обсервирам стручно практичниот аспект. Виновата лоза, она што заврна дошва август месец, имаме зарази, максимални експанзии од зарази од плазмопара витикола. Тоа е пламеницата. Имаме еден фантастичен развој, бидејќи таквото спарно време, ние во октомври, ова недела имавме 30 температура. А тоа е за пепелниците ептен, убав услов да се укотви, да таа превзими на ластарите. Еве, јас имав, ги заброи во колата неколку ластари, каде што флеките се познаваат, тоа се веќе зимски форми во кои таа превзимува и ќе чека на пролет да фруктифицира. И си прикроењето сега, ако не се внимава, и пламеницата, и пепелницата, па и гроздовите молци паднаа по однос на она квалитетна заштита и следжива со феромони и така натаму, производителите 3-4 пати прскат со инсектицид за гроздови молци. Дали тоа има потреба? Ако има следливо со феромони, кој е нешто во кавадарци, меѓу првите беа внесени феромоните, јас знам, на нив спремав специализација, на нив имам доста работено. Феромоните се еден фантастичен преглед на состојбата дали имаме и колкав интензитет на лет од пеперутките имаме, што укажува за јачината на можен напад од гроздовите молци кон виновата лоза. На тоа нешто мал дел производители внимаваат. И немат во своје време службите има наредба дека за следните 48 сата, значи условот за гроздовите молци од првата генерација е исполнет, значи има пилење на јајцата за првата генерација. Условот за пепелницата е исполнет, условот за пламеницата е исполнет и треба да се изврши прскање. Сега прскањето, вие тоа минатата недела многу симпатично го рековте. Прска кој кога мисли, кога сака и како знае. По традиција од предстоп. По традиција од татко му или од дедо му. Добро среќна околност е што фитофармацијата има еден чекор напред, па купуваат средства. Иначе взима син камен и вар и прска лозјата. И точка. И тоа беше. Значи, сегашната фитофармација, која е добра алатка за квалитетна заштита, но со стручен пристап кога треба, а тоа е следливоста на температурата, на влагата, на сите тие околности и со количина која што треба. И количина на раствор по хектар површина, микронизација на честички што треба да го опфата целиот лист, целото растение, основата на стеблото и ластарите. И тука да имаме квалитетна заштита, затоа што пак ќе повторам, со години тоа го збориме. Во заштитата филозофијата е превентивна заштита. Значи, патогенот да налета на испрскана површина, да не може да оствори инфекција. Значи, да се спречи, а не да се лечи. А ние, со само ден или два што закаснеме, инфективниот процес чим бидна, доаѓаат секундарни, терцијарни зарази, и тука веќе не може да се справиш ни со пепелницата, ни со пламеницата. И потрошкувачката на препарати е голема, а тоа е шанса за трговијата да врти. И сега во Македонија имаме илјадници тони препарати кои се трошаат непотребно. Сега треба да има вештачење во Богданци. Грозјето им го враќат од Виена. 5 хладњачи со квалитетно грозје, спакувано се, пронашле ботритис. И сега враќат се, пронашле друга болест. И пронашле и резидуи
од одредени препарати. Тоа нешто Македонија подхитно треба, сега кога имаме веќе предпристапни можности за влез кон европскиот пазар. Ние треба да брендираме, да брендираме и да гарантираме дека од Македонија излегува чист производ, по можности еколошки, со признак, но за тоа треба организирање. Нашите луѓе што не водат, поинтересна е политиката да се меѓу нив чаркат и да си прават криви вести, лажни вести и други глупости, стопанството тоне. Земеделскиот производител, младиот производител е обескоражен да произведува храна. Тоа не допира до тие луѓе горе и дека треба да сватат дека на стопанството, на земјоделието, на аграрот, како стожер во државата, му е потребен стопанственик што минал низ тие проблеми, што ги знае тие проблеми, што ќе знае да составе тим од луѓе, еден лозар квалитетен или стручњак од Кавадарци, еден од Ресен за јаболкото, еден од Струмица за градинарските култури, еден за Орис од Кочак. Тој тим треба да изгради стратегијата за Република Македонија. На тоа, верувајте, воопшто не се размислува, него папиролошки се збори за поглавја 23, 22, 25, минати поглавја. Знаете што значи минато? Значи да дадеш извештај дека во Македонија цветат рози. Ако се заврте и дојде према Струмица, према грчката, бугарската граница, 74 села има Струмица. 50 до 60% се отпразнети млади луѓе, најмладиот земеделски производител е 50-55 години. Тоа го зборевме. Значи со еден збор треба да се посвети внимание. Сега пази, ова недела што е актуелно? За Западниот Балкан ќе има 9 милиарди евра. И сега сите викат од каде и како може ние да дојдеме тоа. Не да каже што му треба. Пример на Струмица, на некој млад брачен пар му треба еден убав пластеник, најмодерен, со клима уреди, со се, и гасот ќе дојде сега од Бугарија, така се збори, да тој човек со жена му биде квалитетен производител, европски производител на храна, со рационална заштита, рационална исхрана и квалитетно производство, асортимент што го бара пазар. Наместо такви нешта да се иницират, се гледа некакви проекти од минлив карактер, каде што се исперат парите и на крајот проект, ако нема една вредност и одржливост, тој проект, јас сум точно сведок на таков проект. Првите иницијативи за органско земјоделие се потекнати од мене многу одамна преку движењето на екологистите. Направивме шема во Македонија, Кавадарци се уклучено со грозијата, Струмица со градинарски култури, Велес како репер на најзагаден град, со тие олово, цинк, кадмиум и така натаму. Тој проект многу добро тргна, меѓутоа успеа одредена номенклатура на луѓе да го разводни, да го уништи и швајцарците да кажат вие тој проект повеќе нема да го работите. Тоа е пронатура од Швајцарија. Тука сум сведок на тоа и мене ми е криво што кога влезе проект, наместо апликација и стварање на еден обем, да тој проект роди друг или продолжи таа одржливост што ја рековте држи вода, да тој проект се шири и добие во димензии. И Македонија да излезе со тие поглавја со брендирана, рецимо, јапонско јаболко. 4000 тони имаме сега јапонско јаболко, што сега трговците прават план како да го скастрат производителот на јапонско јаболко. Калинката, другите производи. Го имаме тоа, што треба да го одржаме, да го прошириме, ние наместо тоа имаме на вистина една номенклатура на луѓе која дојде нагоре и исклучиво еднократно гледа што, вика, јас сум сега на функција, што можам да ушакерам, тоа е. После тоа ќе ми се свеат внуците. Такви пристапи, таква психичка состојба, да влезеш во власта, да се збогатиш,
Тоа мора да се менја од корен, од психолошки аспект. Но таквото нешто треба да го препознаат луѓето. Кога се бира човек, духовен човек, македонец, се познава. Дека не е дојден да се збогати. Денешно време тешко може и тоа да се препозна. Тоа може да се случи само кога базичната, таа горна гарнитура ја свати суштината и оди кон тоа. А не они тоа што го сега доживуваме, катици јанама ставена да го разоткрие криминалот. Она прави дела кои не личат. Тоа е македонски мелос, така се вика на струмички. Тука имаме и прилог од фитофармацијата, кој што редовно презентираме што има ново од оваа сфера, да го погледнеме и прилогот. Во повеќе наши такви прилози кои се од едукативен карактер, и во овој месец одиме со една новост која е навистина последен збор од фитофармацијата во светски размери, а Република Македонија на тоа поле бележи навистина и како добри познавања, преку одредени едукации, преку оние активности кои ги имаат застапниците на хемиските индустрии со цел да се добие квалитетно производство со што помалку опасни творби, со што помали резидуи и со што стручна и квалитетна примена на средствата за заштита на растенија. Ние во овој период со овие нови работи секако ќе воведеме еден патоказ како земјоделските производители кои ги следаат овие наши прилози бидаат обзирни, бидаат едноставно запознаени со оние нови работи кои се од нивни интерес. Бидејќи фитофармацијата е навистина една научна дисциплина која бележи фрапантен развој, благодарение на оној антагонизам кој се појавува со се поголемо присуство и интензивирање на одредено земјоделско производство. Она суштина или поместување на оние вистински следење на културите по површина, па плодосмените и ред други работи обусловија да во некои површини имаме се поголемо присуство на одреден патоген, одредена болест, одреден штетен инсект, кое нешто секако обусловува воведување на овие нови техники или нови технологии по однос на успешната заштита во тоа земјоделско производство. Мора да кажеме дека тоа што Хемомак го прави во Република Македонија по однос на вградување на оние новости, вградување на оние можни еколошки или биолошки средства е секако чин за поздравување. Тоа треба да имаат и другите компании следливост, како и на кој начин да ние нашето земјоделско производство го заштитуваме со не така токсичните творби кои знаат да бидат и како опасни по здравјето кај луѓето. А нашата тенденција кон европскиот пазар е евидентна, затоа треба да се почитуваат оние критериуми кои ние од стручно-практичен аспект ги презентираме со единствена цел да имаме квалитетно, нетоксифицирано и економски оправдано производство. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една чиста, квалитетна новост. Тоа е клостерот. Тоа е еден инсектицид
во ова време, би рекол во поново време, клостер 120 SC, каде што сулфоксаминот како активна материја е оној главен и како важен сегмент за да ние го оквалификуваме клостерот како еден инсектицид со висока ефикасност за инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Што може да кажем за клостерот како една новост? Тоа е еден од последните, ајде да кажеме и најновиот збор од инсектицидите за борба против штетните инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Припаѓаат на една нова хемиска група сулфоксамин, која навистина поседува уникатен механизам на делување кој се разликува од досегашните инсектициди. Тој е ефикасен во борбата против многу сериозни штетни инсекти. Голем број на земјоделски култури успешно се заштитуваат од тие чинители со најголема популација. Овде се мислиме на лисните вошки, потоа на штитестите вошки, на брашнестата вошка која завзема се поголеми размери кај повеќе култури, белокрилката и други штетни инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Карактеристично е тоа што ова новост дава една неверојатна, висока инсектицидна ефикасност. Што е карактеристичното и новото, што не случајно го правиме и го подцртуваме за новост? Со тој механизам на делување, сулфоксаминот карактеристичен е со тоа што тој со неговата апликација, доброто мешање и добрата микронизација, тој инсектицид со апликативниот дел систематски влегува во растението и неговото движење е навистина интересно, бидејќи има акропетално и базипетално движење. Целосно, горе, доле, странично, движење на активната материја која ја поседува инсектицидот и делувањето, што е многу важно, е и контактно и дегестивно. Тука инсектот нема шанса да воопшто преживее. А како делува? Делува токму на нервниот систем на инсектите, односно се врзува со рецепторите и тука при што предизвикува неконтролирана нервна активност која доведува до парализирање, а покасно и смрт кај инсектот. Само за неколку часа по апликацијата. Карактеристично е да кажеме за клостерот, тој во догледно време ќе го завземе своето место како еден од најефикасните инсектициди кој има широк спектар на делување и висока ефикасност. Најважното нешто за клостерот, што во праксата знае да се понекогаш и промаши, е дека употребата на препаратот треба да биде со препорачаните дози за апликација. Тоа е една многу важна работа. Ако не е најважна, која од фитофармацијски аспект е дека средството треба да се употреби со препорачаната доза од фабриката производител и апликацијата да биде квалитетна со максимална микронизација. И при такви услови
клостерот го дава оној посакуван ефект. Употребата на инсектициди со различни механизми на делување. Значи, тоа е една важна работа која треба да ја знае тој заштитар, кој треба да навистина со одредување на правите моменти, со гледување на одредување на диагнозата на штетникот, популацијата и ред други работи кои се важни за да се постигне саканиот резултат. Бидејќи употребата на тој препарат во разните фенофази од развојот на штетникот даваат и различна ефикасност. Друго е кога е инсектот млад, во тој прв или втори или трет ларвен стадиум, или кога е во покасните фази пред куклење и така натаму. Следењето на упутството. Значи, во поново време апликациите секогаш се сведени на тоа да препоракате од диагностичарот, од стручњакот треба да се почитува и не е примерно се исто да во првото третирање имаме една количина на раствор, каде што е листната маса помала, каде што треба помала количина на раствор, за разлика од касните фази, каде што имаме повеќе листна маса и треба поголема количина на раствор од хектар површина. Важно за клостерот, како новост, исто така, тој е од еминентни светски куки препорачан за интегралната заштита на растенијата. Тоа е една новост која навистина заслужува внимание и која нешто треба да се предпочита да клостерот како новост биде вградена во нашиот систем на заштита. Друго што е важно, овој нов инсектицид, кој содржи активна материја, која навистина дава една квалитетна и долготрајна системична ефикасност. Тој системичен инсектицид со таквото акрипетално и базипетално движење, тој влегува во оние најефикасни средства кои се во денешно време наоѓаат во фитофармацијата во светски размери. Значи, придобивките од употребата на клостерот можеме да ги декларираме во неколку важни сегменти. И тоа е исклучително. Значи, ефикасност во сузбивањето на инсектите во сите земјоделски култури, бидејќи, како што рековме, тоа е специјализиран точно препарат за оние инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Многу брзо, почетно и долготрајно делување на целите оние суштински делови, делувањето кај инсектите е, како што рековме, брзо и навистина високо ефикасно. Она што клостерот е со една посебна одлика е оној чин на системично делување во оние фенофази од развојот, побрзиот развој на растението. Тој го покажува својот фантастичен системичен ефект со продолжено делување. И со таквото нешто
како препарат може да кажеме слободно дека во догледно време клостерот ќе си го завземе местото како еден од ефикасните решенија по однос на инсектите кои навистина се застапени, а тоа се инсектите кои имаат устен апарат за бодање и смукање. А тоа се, како што рековме, баналните вошки кои имаат навистина голем број на генерации, штитастите вошки, брашнастата вошка, сите тие инсекти кои навистина во земјоделското производство причинуваат штети. И оваа новост, убедени сме воедно дека ден порано ќе се најде во тоа земјоделско производство. Стигнуваме полека до крајот на ова издание на Агроспектар. Професоре, порака до нашите гледачи вечерва во оваа емисија. Ние во овие едукативни емисии во повеќе наврати ги даваме оние најнови состојби од фитофармацијата. Еве ова што го има сега клостерот што е. Тоа е една суштина која во иднина ќе си го има своето место и од еколошки аспект, бидејќи нема творба на резидуи што може да се врати од граница, и од ефикасноста која ја има. Значи, и неговото делување, имавме прилика да го видиме во самиот прилог. Значи, мојата сугестија за сите тие работи, не знам, сега кај вас сега го збориме да се јават во КТВ телевизија или директно. Луѓето кои ги следат емисиите, а процентот на луѓето е голем, бидејќи после тоа имам јавувања, професор, слушнав тоа, ја гледав емисијата и така натаму. Значи, ништо друго не сакаме, а тоа го правиме без никаква надокнада, секој производител кој има намера да користи некое средство, за да тоа ја покаже ефикасноста. Тоа го збореме од причина што голем дел производители си зимаат заправо како алиби да користат средствата, не ги бива, се од Кина, се од Јапан, се од таму и така натаму. Активната материја, било кој производител да е од фабриките, не смее да ја растори, бидејќи он доживотно ќе биде суспендиран и не може да произведува препарати. Оној момент кога треба да се прска, тоа е диагностичкиот дел на струката. Со кој процент или доза на раствор, во кое време и колку литра по хектар површина, тие се сегменти што струката и науката, во која сум 40 години, укажуваат на производителот како тој да не му никне плига на грбот, како тој да редуцира да редуцира пестициди и ѓубривата. Анализата на почвата, за која често пати збориме, анализата на почвата укажува што фали во почвата, што треба да додадеш, и да растението, во случајот виновата лоза, го даде генетскиот потенцијал. Значи, нема дупло фрлање на ѓубре, каде што може да се створи антагонизам, нема дупло прскање, каде што може да створиш и фитотоксичност, туку рационално користење на ѓубривата, препаратите и на временото превзимање на агромерките. Тоа е стручна работа што стручниот тој треба да биде во функција на тоа. Но вие минатата недела рековте, голем дел од лозарите мислат дека повеќе знаат и од професорот, повеќе знаат и од науката и од струката и дуплирано или тродупло користат повеќе средства. Тие навики затоа мора да се менуваат. Навиките мора да се менуваат и ние пак ќе кажеме сме на располагање за такви новости кои се нови. Да дадеме да несебичен придонес, смерница како да се тоа користи, како да тој каже дека е задоволен од тоа што применил. И од економски аспект, и од здравствен аспект. И чим добие квалитетно грозје, тој може да бара и цена. Но таквото нешто постапно треба да се воведе. Но пак ќе кажам, тука има проекти сега, ќе има од Европската заедница, ќе има многу трансформации по однос на тоа,
земеделскиот производител, ако не биде превземен и едуциран како што треба, не може тој да биде европски производител на храна. Ке се враќа чим ми се вратат неколку пратки од граничниот премин, пазарите ги губиме и тука веќе тука е губење на идентитет, губење на квалитет, губење на нормалниот стандард и живот што секој граѓанин го посакува. Тогаш, кога се постигнат тие работи, нема да сака младиот човек да оде во Швајцарија, нема да сака да оде во Германија или Италија. Ќе остане тука, ама мотивиран и задоволен. Апсолутно. Благодарам, професор. Благодарам и вам. На крај сме на емисијата, почитувани гледачи, ви благодарам и вам за времето одвоено за да ја прогледате оваа емисија. Имајте секој добро.